Александар, јас и ти неодамна зборувавме за една тема која што мислам дека и според тебе и според мене е од голем интерес за работниците, но и за јавноста, за пошироката јавност. А тоа е, а, не знам ако го наречам така, дали ќе сгрешам, да работничко самоуправување се нарекува терминот, нели, што бил и присутен во време на поранешна Југославија, кој што им овозможувал на работниците да имаат, нели, своја улога во менеджментот на компанијата. Сега би сакал да те прашам, бидејќи ти си координатор на трудовиот сектор на Левица, дали вие како партија сте за повторно воведување на ваков принцип на работење на компаниите? Така, работничко самоуправување беше предвидено и со Уставот на Југославија, Сојузна Федеративна Република Југославија, 1974 година, по принципот на сечие и ничие, или општествената собственост е на сите граѓани или сите жители или работници, како што нарекува Уставот, врз кој што паѓа трудот, односно со чиј труд е воздигната, возобновена и утврдена државата и сите предпријатија кои што настана во текот на управувањето на или екзистирањето на Југославија како држава. Да, Левица се залага за работничко самоуправување, затоа што цело општество, неговото екзистирање паѓа на трудот на работникот или на грбот на работникот, со оглед дека работникот го носи тој товар и треба да биде дел од условно наречен менеджмент, како модерен термин, и на управување, односно да одлучува за својата иднина, затоа што и работникот ја создава сегашност. На грбот на работникот е создадено општеството во кое што ние живеевме и творевме претходно, кој што бевме сведоци, така беше организирана поранешната Сојузна Федеративна Република Југославија и на тој начин беше граден темелот во кој што секој работник имаше свој удел, односно тоа беше општествената собственост, сечие и ничие, во кој што секој работник има удел, односно има акции од секој предпријатие, со што работникот го прави вреден и го прави собственик на дел од оно што се нарекува општествена собственост или оно што се нарекува држава, на латински республика. Кажи ми, дали е можно, еве, во денешните, барем овие компании каде што државата има делумна собственост, може да се воведе овој принцип на менеджирање на компанијата? Па ја да го изразам мојот став веднаш, јас сум против делумна собственост на државата во одредени компании, со тоа што мора да се утврди што е национален интерес и тој национален интерес мора да биде во државна собственост. Не сме да се дозволи да припадне во приватниот сектор, знаејќи дека приватниот сектор секогаш ќе биде на страната на капиталот или ќе биде дел од капиталистичкото општество. Затоа се разграничува веднаш државен и приватен сектор, кои се интересите на државата, а кои се интересите на приватниот сектор. И во нашиот устав е предвидено дека националните богатства никогаш не сме да бидат предмет на приватна собственост. Затоа нели го оспоривме законот за распродажба на земјоделско земјиште. Самиот закон беше спорен затоа што се дозволува после одреден рок тоа земјиште од земјоделско да се трансформира во градежно и намерата на законодавецот нели не е да овозможи производство на земјоделски производи, него по истекот или протек на одреден период да се овозможи земјопоседниците да го трансформираат во градежно земјиште, па наместо да имаме земјоделски култури, да имаме градежен бетон. Што мислам дека неплански не треба да се овозможи. Тоа е за приватниот сектор,
важат поинакви постулати отколку за државниот сектор. Значи, државниот сектор е оно што државата треба да го владее како сигурност, кој што ќе му втлее на секој поединец во државата, дека е лојален член на општеството и дека се што предонесува за својата иднина. Тоа е примарното разграничување, мојот став. Да. А што е со она, например, на Запад постои систем кој што се нарекува собственост на акции од страна на работниците во компаниите. Мислам дека кратенката беше ESOP, Employment Ownership, нешто, не знам како беше целосниот назив, не е ни битно. Како тој, дали си запознаен с нешто во врска со тој принцип, како функционира тоа, да вработените имаат акции, да речеме во приватните компании? Бидејќи ти и кажа дека имало кај нас пример таков каде што имало работници нели во компанија кои што биле собственици на акции. Тоа е слично како во акционерските друштва, само за разлика од нив во акционерските друштва, акционерите партиципираат со средства, со финанси, купувајќи акции на берза, а во приватните компании партиципираат со труд. Значи, ова може се каже дека е пандан на претходното социјалистичко уредување на државата, кај што, како што кажавме, беше сечи и ничи, односно секој работник беше и акционер на дел од собственоста на имотот на предпријатието, па кроз анализа на приватниот сектор кај нас, гледам дека тоа е пракса и на Запад, повеќето освестени работодавачи сваќаат дека ова може би еден од единствените модели на кои што можат во исто време да го мотивираат работникот и да си ја задржат компанијата. На моја анализа, претходно како се создава компанијата и како компанијата преминува од микро или мало предпријатие во средно предпријатие. Тој трансфер мислам дека е најболен за работодавачите, кога од работник или доел друштво со ограничена одговорност основано од едно лице, единствен работник или мајстор, има хиперпродукција на побарување од клиенти и сега треба он да го трансформира своето предпријатие, единствениот и најдобриот работник, кој што бил основач на предпријатието, сега треба да стане менаџер. Тука во таа трансформација се изгубија и многу предпријатија, односно многу собственици тире менаџери, ги изгубија своите предпријатија зашто не успеа да се преструктурираат, односно најдат модел на кој што ќе ги мотивираат работниците да работат задоволни, да продуцираат повеќе производ на исти начин и со исти квалитет како што продуцира собственикот. Ова можеме и со пластичен пример да го објасниме, за да стане јасно како пропаѓа или како се воздигнува едно предпријатие од микро или мало предпријатие во стандартно средно предпријатие. Би земал пример со некој мајстор кој што произведува, да кажеме, ПВЦ прозорци за куќа. И како мајстор е одличен, експедитивен, дава супер услуга и супер квалитет и заради тоа станува популарен на пазарот, па почнуваат се повеќе клиенти да ги барат неговите производи. Сега, кога ќе дојде до момент да веќе не може сам да постигне да произведува ПВЦ производи и да ги задоволи потребите на сите клиенти, треба да премине кон преструктурирање на своето предпријатие или вработување на нови лица кои што ќе можат на исти начин да даваат таа услуга. Се често се случува добар работник да не биде и добар менаџер. Нели, менаџерството сепак си бара поинаков пристап. Најчесто не одлучуваат да вработат менаџер, туку одлучуваат сами да го менаџираат. Управувањето со фирмата и мотивирањето на работниците, оно што себе требало да прави
еден менаџер и во исто време да не го изгуби контактот со клиентите, а да внимава на квалитетот на производот. Ме разбирате, за овие 4 стапки треба во исто време да ги изменаџира на исти начин. Сега, кога побројачката на клиентите е голема, да не кажам станува ниво огромна, тогаш сите работници кои што се на различни места на терен, кај различни клиенти обавуваат иста дејност која што ја обавува он, би требало да го продуцират истиот квалитет на производ кој што го дава самиот тој. Се случува да работниците секако затоа што не се собственици на компанијата и да дадат одреден придонес, меѓутоа не 100% придонес, како што давал до тогаш собственикот на компанијата, да немаат желба за себе развој или за унапредување на своите вештини, за да стигнат на ниво на мајсторство како што го има собственикот на компанијата, и собственикот на компанијата се наоѓа на еден крстопат. Дали ќе продолжи сам да ги изработува производите од ПВЦ, ако го земавме некој пример, и да ја дава таа услуга на клиентите, или ќе дозволи неговите работници кои што немаат квалитет како него да даваат услуга. Мислам дека тука 50-50 се шансите или поделеност да крене раце собственикот и да остави на судбината, да се надева дека неговите работници ќе произведат добар производ за клиентите ќе бидат задоволни, или ќе се преструктурира на начин на кој што до сега го раскажавме во некој си пандан на модерно работничко самоуправување. Дополнителната мотивација на работникот е што освен основната плата која што е договорена согласно Закон за работни односи, договор за вработување, е да му се даде и процент или учинок што го викаме ние од завршена работа. Дополнителната мотивација би била во насока на тоа да работникот ја преземе улогата на дотогашниот собственик мајстор и се постави на оној начин со клиентот на кој што се поставил претходно собственикот и се труди да го задржи квалитетот, дури да даде поголем квалитет од тој што го давал претходно собственикот. Као што кажавме, нели, претходно собственикот бил единствен кој што изработувал такви производи. Кога би бил работникот на некаков си процент од вкупната добивка, тогаш и неговиот труд или неговите напори би биле да, освен основна плата, заработи нешто екстра преку трудот или преку напорот да даде квалитетен производ на секој клиент кој што побара од компанијата. Тука има две добивки за работодавачот. Нели, мајсторот кој што основал компанијата сега е работодавач и менаџер. Двете добивки се што компанијата го држи реномето и интегритет на давање квалитетни производи, и исто така многу битно е што во компанијата работат задоволни работници. Тоа е во ред. Ова што ти го кажуваше навистина во ред и сметам дека така би требало да функционираат работите. Но за жал кај нас ова е реткост. Да бидеме реални, е голема реткост. Не сакаат, значи, додека е, како да кажам, на едно ниско ниво ќе му треба помош. Кога ќе прерасне во поголема фирма, односно кога ќе се здобие со поголеми пари, најчесто вели, не треба, ќе си работам сам, или ќе ангажирам, ама ќе ги плачам на минималец, нека бидат, а не да ги мотивирам. Тоа е кај нас големиот проблем. За жал, тоа е, али за среќа гледам никулци на едно минато време, односно гледам никулци на тоа беше, затоа што се повеќе работодавачи осеќаат дека им фалат работници и фалат квалитетни работници. На жалост, нашата младина, да ја кажам, и пак ние зборуваме за ово општество,
и сите принципи на уредување ги споредувам со нашето општество, заминаа на работа во други држави. За угостителскиот сектор гледате се актуелна Хрватска, значи веќе угостителските објекти немаат работници. Тоа се првиот удар кој што го чувствуваме сите ние, затоа што тоа не обкружува, но не само угостителските објекти, него и други дејности веќе навистина отсуствуваат од потребен квалитет и потребен број на работници. Значи ова што го зборувам јас, сум го зборувал пред неколку години, не беше поимливо за работодавачите, а сега молат навистина да можат на таков начин да се ја преструктурираат компанијата. Затоа што мојот став генерално е дека секој што придонесува за развиток на твојата компанија, зборам за приватниот сектор, е и акционер во твојата компанија. Значи акционер по мене не мора да биде само со пари, може да биде акционер и со труд. Секој што се труди за компанијата како да е своја, условно речено, и заслужува да биде акционер, односно да биде награден со процент од вкупната добивка на компанијата. На Запад функционираат веќе такви компании. Може да забележите партнерски компании, акционерски компании, па дури и онај предприемачки трик се огледува во тоа што големите светски компании за генерален менаџер или за доминантен акционер имаат млади луѓе претежно од друга етничка припадност, најверојатно се трудат. Ја можам да забележам тренд на индијци во управните одбори. Предпоставам дека тие се брзо растечки или поголем капацитет на луѓе кои што придонесуваат за компанијата, и кога ќе се најде работодавачот на тој крстопат, е приморан или да остане без работник, или да даде голема плата на работникот за да го мотивира. Меѓутоа не сваќа дека работникот не е секогаш мотивиран од платата, туку е мотивиран од можноста да напредува во компанијата. Можност, развивајќи ја компанијата преку него, да ја осети како своја. Единствен начин, јас така резонирам, дека можеш на работникот да му се заблагодариш за тоа што го направил за компанијата. Значи зборам за оние мали компании кои што се преструктурираат, кои што имаат потреба да прераснат од микро во мали или во средни предпријатија. Тоа се неколку работници кои што ја дигаат таа компанија, не станува збор за стотици вработени. Разбирате, оној најсензитивен дел од преструктурирањето на компанијата. Оние индустријалци што имаат по 100-200 вработени, они си имаат више правила на однесување. Можеби и они полесно би нашле кадар. Меѓутоа, оние компании кои што го изградиле својот бренд на грбот на неколку работници, тие компании се најкревки кога станува збор за преструктурирање, и ако некој од тие работници ја напушти компанијата, таа компанија е осудена на неуспех. Значи, незината рехабилитација, ова што го збораме од лично искуство, затоа што многу компании пропаднале затоа што мислеле дека работниците се заменлива категорија, особено тие работници кои што го дале печатот на таа компанија, и заменување на макар еден работник од таа компанија и незина рехабилитација бара многу труд понатака. А работодавачите си се опуштиле, влегле во својата комфорт зона, сметајќи дека има работници кои што ја работат нивната работа, односно добро ја држат компанијата, не сметајќи дека тој работник веќе станал вреден и веќе на пазарот на трудот е побарувана роба, како да кажеме, или агитиран од други компании, се наоѓа пред тој крстопат да не знае како да постапи со работникот. И кога ќе ме прашаат, сите ги советувам да работниците ги направат акционери, за да може на тој начин да ги задржат работниците. Работникот навистина, ако го направиш акционер, си ја чувствува компанијата како своја. И не сака да се случи нешто лошо на компанијата, баш напротив, себе си надградува во дејноста што ја работи и се труди да има најдобар интегритет компанијата која што ја представува.
Са често ме прашуваат колкав е процентот што треба да се даде. И тоа мислам дека ќе биде предмет на истражување во наредните години, баш секоја компанија, затоа што општо познато е дека работодавачот сака помалку да даде, Да. а работникот сака повеќе да земе. Така. Кога ќе се најде тој еквилибрум, тогаш би можело таа компанија да функционира. Не велам дека нема компании, на неколку семинари кои што сум присуствувал, собствениците на компании си имаат најдено таков еквилибрум и хибриден начин на работа, да работниците се задоволни, а во исто време и продуцираат производ или услуги на ниво на кој што треба да ги задоволи клиентите. Па во зависност од партиципативноста на работодавачот, како собственик на компанија, зборуваме за физичко лице, наспрем целоној труд што го вложуваат работниците за да ја одржат компанијата, па и да го зголемат производството, пер пристап на двете страни мислам дека би било 50-50 од добивката, односно да работодавачот веднаш се опрости од 50% од добивката на сметка на работниците, како би можел да ги мотивира да продолжат со работа. Да, тоа е се во ред ти што го зборуваш, јас се согласувам, но сега дојде време кога експертите од областа на пазарот на труд го нарекуваат пазарот на труд тесен, бидејќи нема работници, не може да најдат работници, а од друга страна пак оние работници кои што се веќе квалификувани поставуваат поинакви услови, бараат повисоки плати. Значи сега работодавачите се доени во ситуација да мора прво да го зголемат рангот на платите за да ги привлечат работниците да дојдат кај нив да работат, па потоа да ги прават овие дополнителни напори за да ја зголемат нивната продуктивност. Да порано да се освесте, јас барем така мислам, сега ова давам јас моја анализа во интервју, што не мора да значи дека е и точна. Порано да се освесте неколку години претходно, кога имаше работници и ова да започнеа тогаш да го применуваат, мислам дека немаше да биде такав проблем со работници колку што е сега. Сега ќе биде многу потешко. Прво бараат плата поголема, па после дури веќе со тие дополнителни акции, давање, мотивации, материјални, нематеријални и така натаму. Барем тоа е моето мислење. Ти што велиш? Во фаза на работничка револуција, дефинитивно, мислам дека точно 10 години поминаа кога требаше да се освестат работодавачите, особено сега кога има инфлација, сите цени се зголемени неколкократно, значи стандардот на живот е поскапен. Последните истражувања за март 2022 утврдија дека потрошувачката кошничка е 36.000 денари. Што значи дека платите што се давале пред неколку години веќе се испод минималниот стандард. Не може да преживее работникот со тие плати кои што ги добивале претходно. Сега, ако велиме инфлацијата е вештачка, тогаш треба да дојдеме ние до една природна состојба на пазарот на трудот, за да може работникот да го цениме според цените на производите. Нели, работникот ќе одработи својот дел од работата за да добие плата со која што ќе може да ги задоволи неговите лични потреби и потребите на семејството. Ако четворочно семејство за основни потреби треба да потроши 36.000 денари, зборуваме за основни потреби. Тогаш колку навистина треба да биде минималната плата на секој работник за да може да изгледа или да израсне, да функционира едно нормално семејство. И со право работниците бараат повисоки плати, затоа што работниците имаат минато на угнетување од страна на работодавачите, и тоа не само ниски плати, тоа е фактот кој што би можеле да го прифатат, меѓутоа угнетувањето
го чувствуваа со нередовни плати. Приватизацијата која што се случи после распадот на Југославија произведе нели голем број на стечајци кои што беа принудени да се снаоѓаат на свој начин и тоа во подоцнежни години да треба луѓето да извршат некаква си професионална рехабилитација. Тоа многу тешко им падна и целото тоа минато на работниците сега се удира од глава на работодавачите затоа што недоволно знаеа да ги ценат работниците. Сега сигурно ќе кажат работниците се преценуваат, ама немаат друг избор. Едноставно работодавачот ако сака да продолжи со бизнисот мора да има работници. И добро е што можеби пазарот на трудот е креиран од работниците, а не од работодавачите како што беше претходно. Сега, тука се појавуваат други проблеми по поглед на инфлација, работодавачот што ќе даде поголема плата на работникот, ќе зголеми цената на производот кој што ќе плати граѓанинот за да добие производ како што сака. Меѓутоа тоа е цената што мора да ја платиме сите заради лошите политики кои што ги водеше и државата и работодавачите. Значи секој пат слободниот пазар ќе мора да се ограничи со некој државен интервенционизам на минимум стандард, плата на одредена категорија на работници. Да уште во почетокот кога работодавачот сака да основа своја компанија, да знае колку е минимум буџет за покривање на трошоците, за да можеш ти да екзистираш како приватна компанија. Државниот интервенционизам може да биде и во субвенционирање на работодавачите, како што прават сите западни држави, меѓутоа мора да го задржи почитувањето на правата на работниците. Анализата моја се состои и во менталниот склоп на македонците, на жителите што живеат во оваа држава. И дефиницијата дека ние сме вреден народ, сакаме да работиме и не сме толку ратоборен народ како другите држави. Веројатно за тоа и сме трпеле до овој степен. Предпоставам да бевме како французите уште пред 10 години ќе имаше некакви револуции. Меѓутоа, штом ние како таков мирољубив народ стигнатме до овде да извршиме револуција по работничките права, значи навистина долг период и долги години се повредува напредувањето на работничките права, за да се создаде една деградација ваква во општеството во тој сегмент.